Од вчера и денес тројца ново заболени од жолтица се сместени на инфективното оделение во Штип. Станува збор за еден маж и две жени на возраст помеѓу 30 и 35 години, известија извори на ТВ Стар. Во меѓувреме од истото оделение испишани се 7 пациенти, што до некаде ситуацијата ја релаксира, појаснува истиот извор. Во секој случај, подигнатото ниво на превенција останува, особено во образовните институции. Покрај механичката дезинфекција на објектите и на занималните во градинката, веќе презедовме термичка обработка на садовите, кои што и користиме, комплетна дезинфекција на просториите, на предметите, на играчките кои што се во нашата градинка. Овие мерки важат за сите образовни институции, а за граѓаните останува истиот апел. Да се одржува хигиената на рацете, на дечињата, да се врши редовна дезинфекција на просториите, патосот, клупите и многу често проветрување на просториите. Реализацијата на овој режим се следи внимателно, но на изненадување доктор Вели Грков соопшти нов режим на информирање. Денес тој напомена дека јавноста за состојбата со жолтицата во Штип ќе ја информира еднаш неделно. Дали ова не е ретарирање на ситуацијата за која штипскиот градоначелник Илчо Захариев изјави? Општина Штип нема надлежност при прогласување на епидемија, но добро би било да бидеме консултирани. Ние се уште немаме добиено известување дека е прогласена епидемија од Центарот за јавно здравје во Штип. Јас имам допис за состојбата со бројот на заболени од жолтица од пред неколку дена и веднаш по добивањето на истиот дадов насоки до јавното претпријатие ИСАР и до училиштата и градинките како да се постапи. Изјави Захариев.